Полициски службеници и обвинители денеска вршеа претрес во општинската зграда на Кочани. Министерот за внатрешни работи кажа дека се преземаат активности за обезбедување на документација поврзана со дискотеката. Во меѓувреме, судија на претходна постапка од Основниот суд Кочани одреди 48-часовен притвор на 16 лица во предистрагата за катастрофалниот пожар во импровизираната дискотека. Последна информација од основното јавно обвинителство е дека е побаран краткотраен притвор за уште едно лице. Доколку биде прифатен и овој предлог, тогаш бројот на приведени ќе стане 17. Обвинителите може да бараат уште поеднаш по 48 часа притвор за секој од овие осомничени за обезбедување на нивно присуство додека се собираат доказите. Во притвор се екс-министерот за економија Крешник Бектеши и службеници од Министерството, поранешниот директор на Пазарниот инспекторат, вработениот таму поранешен директор на Дирекцијата за заштита и спасување, собственикот, односно организаторот на концертот на ДНК, членови на обезбедувањето и други лица. Дел од приведените се однесени во истражниот затвор Скопје во Шутка, а дел во Куманово. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски смета дека обвинителството ќе успее да ги обезбеди доказите за сите сторители во законските рокови. Претресите во општина Кочани се во насока да се обезбедат податоци за евентуална одговорност на градоначалникот. Еве дел од разговорот од тема на денот што во целост ќе го најдете на сител.com.мк. Во текот на минатиот ден градоначалникот беше доведен во јавното обвинителство и даде исказ во однос на неговите надлежности. Меѓутоа, тој исказ сега ќе се проверува согласно неговите овластувања и доказите. Токму на таа околност, од страна на јавното обвинителство, односно судот, беше дадена наредба за претрес и се изврши претрес во општината. Сега ќе се анализираат доказите кои се во однос на неговата надлежност и неговите овластувања и да видиме после ќе се утврди неговото својство. Ова значи дека тој може да се најде на листата осомничен? Не само тој, секој кој што постапувал спротивно на прописите и техничките правила за мерките за заштита и со тоа се предизвикало опасност за животот и телото на граѓаните, секако ќе има... Овде алудирате, предпоставам, на вработените во општината кои што требале да вршат контрола, така, инспекцијските служби. На сите оние, затоа што во овие 20-на што се сега определен мерка притвор има различно својство и различни профили на луѓе. Чистка во полицијата на истокот по трагедијата во Кочанскиот клуб Пулс. Министерот за внатрешни работи ги разрешил сите началници и командери на Штипската и Кочанската полиција. Тошковски вели дека внатрешната контрола на МВР дополнително ќе го испитува постапувањето на сите полициски службеници и евентуални пропусти ќе повлечат и соодветна одговорност. Да обезбедиме целосно, независна и ефикасна истрага, донесов одлука за разрешување на раководни лица во локалната полиција во ВМРО Кочани и СВР Штип и нивно заменување со полициски службеници кои не се од овие места, односно се од Скопје. Ваквата одлука не прејудицира никаква вина, туку е чекор кој треба да гарантира дека процесот ќе се одвива без притисоци, сомнежи или влијание. Во моменти како овие клучно е институциите да работат со највисока транспарентност и професионалност. Затоа воспоставуваме оперативна поставеност која ќе овозможи целосна непристрасност со луѓе кои немаат лични или професионални релации со самата средина. А вечерва во Кочани беше мирно, иако и вечерва имаше протести. Даниел Василев во овие вести ги има последните детали. Даниел, какво е моментално во Кочани? Маријан, во моментов во Кочани е мирно, таква беше атмосферата и за време на собирот на неколку стотина граѓани кои што попладнево се собраа во паркот во центарот на Кочани. Практично тука беа присутни и свештени лица, меѓу нив и владиката Иларион, што дополнително придонесе за тоа се да помине во една мирна атмосфера. Граѓаните кои што дојдоа тука
испратија или пуштија црни балони во воздухот за да оддадат почит на загинатите и на жртвите во оваа најголема трагедија која што се случи во Македонија. Владиката Иларион одржа литургија, пошто одржа и краток говор во обид да ги смири страстите. Практично кажа дека во четврток ќе се одржи погребот на сите починати, испрати молитва за сите кои што загинаа, за сите оние кои што во моментот се на лекување, посака тие што е можно побрзо да оздрават и рече дека ги разбира сите оние за вчерашните слики кои што можевме да ги видиме во Кочани, меѓутоа рече дека тоа не е начинот на кој треба да се искаже револтот. Има прости на твоите раби, дека го греб волен и неволен, и да се смилува на нив, да се помолиме на Господа. За да го тргне од нас и да ги смири болките. Најмногу да ги утешуваме родителите на починатите и родителите на постраданите, се разбира и сите блиски околу нив, бидејќи во ова време ни треба трпение, ни треба смирение, ни треба покаяние, ни треба љубов, ни треба едни покрај други да се смируваме, да си помагаме, за да можеме сите заедно оваа тежина, ова несреќа, ова болка во душите, ова тага и ова мака да ја издржиме и да ја понесеме. На сите вас уште еднаш ви посакувам мир Божи, благослов Божи и, како што реков, во четврток да собереме сите заедно сили во овој тажен град, во овој тажен миг, да ги испратиме во вечноста нашите покојни. Маријан, на овој протест присуствуваа и роднини и пријатели на дел од осомничените во целиот овој процес. Конкретно зборувам за оние лица кои што директно биле инволвирани во обезбедувањето, односно обезбедувачите. Тие бараат да бидат ослободени, бидејќи, како што тврдат, без нив бројот на жртви би бил многу поголем со оглед на тоа што тие спасиле многу од присутните во дискотеката во текот на кобната ноќ. Денес сакаме да изразиме длабоко сочувство до сите семејства. Денес сакаме да изразиме почит кон оние луѓе кои помагаа да се спасат колку може други деца. Сакам да го спомнам најпрвин Иле, шофер на брзата помош, кој цела вечер се борел да ги спаси децата, кој колку можел, кој легнал и од тага не се ни разбудил. Сакам да се заблагодарам на сите други деца овде се на постерот, сите други лица во кои се и нашите сопрузи, браќа. Дел од нив не се меѓу нас, дел од другите кои помагале не се на постерот, се извинуваме за тоа, бидејќи немаме точни информации од сите други лица кои се биле таму, биле многу. Да, Даниел Василев од вечерва од Кочани, таму за подсетување вечерва мирно, а мирно беше и во Скопје, каде скопјани во голем број се собра на градскиот плоштад да одадат исто така последна почит за загинатите, трајично загинатите млади луѓе во Кочани. Габриела Лескова ја пренесува атмосферата. Од 18 до 20 часот вечерва и во Скопје се одржа јавен собир на кој што и јаници скопјани оддадоа почит на загинатите во страутниот пожар кој што се случи во дискотеката Пулс во Кочани и однесе 59 млади животи. Со 16-минутен молк илјаници скопјани им беа оддадоа почит на загинатите во овој страшен пожар, потоа следуваше еден процес на палење на свеќи, положување на цвеќе кои што можете да ги видите сега и од мојата лева страна се уште стојат транспарентите кои што ги носеа дел од скопјани. Меѓу транспарентите кои што остана највпечатлив во јавноста беше и донесен овде токму од млади лица. Овој претпоставувам можете да го проследите од објективот на мојот колега Славе. Внимание, еднината гласно ви зборува, нема повеќе ваква историја да ни се повторува. 16.3.25 Кочани е испишено на овој транспарент кој што
ја испраќа една силна порака до македонските институции во однос на случувањата кои што се случија во недела. Во продолжение да проследиме дел од атмосферата која што владееше овде, односно тишината која што владееше во изминатите 3 часа на плоштад Македонија, меѓутоа и пораките на граѓаните до институциите по однос на расчистување на овој случај. Жално. Јас сум од Кочани, тоа се случи во мојот град, во близина на мојата куќа. Бев еден од тие што покасно, после час најверојатно после да отидоа со цел да помогнат, иако не знаев дека пожарот за дискотека се дека нешто во индустријска зона. Нешто се заблагодарам на сите граѓани пред се на градот Кочани што таму во тие моменти на хаос безрезервно се жртвуваа. Познававте ли некој од загинатите или некој што е повреден? Нормално. Сите на некој начин знае барем неколку од настраданите луѓе, не само од Кочани, јас знам и од настраданите од Штип. Каде трагедијата од огромни размери. Бројките сами по себе се страшни, но уште пострашен е фактот колку црни семејства има позади тие бројки. Буквално цел град, верувате. Мојот татко живее таму. На дневно ниво имам информации дека не функционира, буквално ништо не работи, ништо таму нема живот. Дека биде една поука, што не треба ваква трагедија веќе да се повтори. Значи, власта без разлика која и да е треба да мисли пред се на безбедноста на луѓето. Тука сме за да одадеме почит на тие луѓе што се починати. И сето ова се случило затоа што не сме действувале ние како народ, туку сме трпеле. Ден на жалост колку има смисла. Сите овие жртви, мислам дека ќе ги кажат на нас да покажеме дека не се заводно изгубени, дека нема да дозволиме да се повтори ова. Искрено сочувство до сите што изгубила некој, сочувство до сите што тажат и што жалат во Македонија. Да протестираме за коруптивниот систем, за децата што загина, за све. Да, Македонија тагува. Тоа беа пораките од граѓаните од вечерашниот јавен собир кој што се одржа овде на плоштад Македонија, и јадници граѓани, како што напоменав, дадоа почит на 59 загинати во страшниот пожар во дискотеката. Она што би сакала да напоменаме дека целиот јавен собир помина мирно без никакви инциденти и тензии, туку на културен начин се палеа свеќе, беше оддадена почит и ние остануваме на терен да следиме состојбата, па дополнителни пораки пренесуваме во следните информативни изданија. Благодарам Габриела Лескова за протестот во Скопје. Премиерот Христијан Мицкоски денеска уверува дека секој ќе одговора без разлика на која функција бил или е во моментов и без разлика на неговата партиска припадност. Денеска беше во посета на градската болница во Скопје, но тврди дека не правил пиар. Свети ВМРО да биде. И јас да сум родена сестра, брат да ми е, ќе одговара ако има било каква вина. Вака премиерот Мицкоски одговори на прозивките дека по оставката на градоначалникот на Кочани Папазов, но и неговиот разговор во полиција, сепак тој засега не е дел од притворите поврзани со страотниот пожар во дискотеката. Мицкоски дециден дека за кривична одговорност за градоначалникот сепак одлучува обвинителството. Дали и колкава е одговорноста на градоначалникот ќе утврди обвинителството. Градоначалникот во својата оставка напиша дека стои на располагање за се. Не бега, тука е. Стои на располагање. Денеска, колку што јас знам, стражните органи ќе влезат и во општината и ќе ги проверат сите документи. Ако вие сега пледирате дека тоа е ВМРО, па ние го штитиме, не. Се лажете. Никого нема да штитиме. Кривична одговорност ќе има за сите. Ако е потребна морална или било каква политичка, удрете на мене. Еве, јас сум тука, јас ќе се сносам со сиот овој предизвик, но прво ќе ги поразам како што многу пати сум ги поразил, а потоа на избори граѓаните ќе судат дали и кој треба да сноси одговорност.
Мицкоски ги демантираше шпекулациите дека Агенцијата за обезбедување на дискотеката во Кочани била блиска на владеачката партија. Јас тврдам со сета своја морална, фактичка, кривична одговорност дека не постои Агенција за обезбедување која што има некаква врска со ВМРО ДПМН, партијата на која што сум јас претседател. Ако ми дадете еден доказ, јас утре ќе поднесам оставка, ако не да се извини. Премиерот предупреди дека има и системска грешка во работата на кабарењата и дискотеките. Законските измени од 2007 година за работа на угостителските објекти, кои предвиделе правното лице со изјава да гарантира за техничките услови за објектот. Токму затоа најави законски измени за проверка на условите во кои работат тие, потоа работна група која ќе работи на проверка на сите лиценци за работа во различни сектори, а во моментов тече акција на пазарниот инспекторат на терен. Жалам што досега сето ова се толерирало. И жалам што луѓето во Министерството за економија, дури и кога ги добивале документите под полна материјална и морална и кривична одговорност, таков е законот, екс официо не ги проверувале. Жалам што за 15 минути за одредена сума надомест се давани овие лиценци. Робусна акција, робусна контрола, жестока контрола и сите оние кои што не ги исполнуваат условите согласно закон ќе бидат затворени и санкционирани. Премиерот вели дека пазарниот инспекторат можел да направи контрола само по пријава и во конкретната дискотека контрола имало во 2022. Тој, ако ја видите лиценцата, тој ја поседувал. До ден пред да се случи овој настан, тој поседувал важечка лиценца, издадена на хартија, со печат, печатирана, подпишана. Значи, да дојде инспекција и да провери, тој ќе извади лиценцата и ќе речат, тие точно ово има лиценца. Но ако го погледате архивскиот број и го проверите во архивата, која што ја проверува сега министерот за економија, ќе видите дека станува збор за некое барање на некој хотел во Охрид и втората фалсификувана лиценца е кореспонденција со странски инвеститор. Нема никаква врска со лиценца. Според него, ваквото однесување е недозволиво и дека токму затоа во случајот има толку притворени за кои се бара максимална казна. Тоа не е проблем дали некој политички е заштитен, тоа е криминал. Тоа е растурен систем. Тоа е поединци кои што мислат дека се над системот. Тоа е проблемот. И тие денеска се во притвор. И за ова ќе одговара. И нема горна граница на пропишаната казна. Јас го слушнав обвинителот дека ќе бараат највисока можна запретена казна 20 години. Дали тоа ќе ги врати човечките животи? Нема да ги врати. Дали ние ќе ги вратиме? Нема да ги врати. Но барем да ни биде ова опомена. Никогаш да не ни се повторат вакви работи. Да ни биде ова опомена дека денес ова што правиме, ќе има последици во иднина. И тие можат да бидат вакви катастрофални. Сите ние имаме некаква одговорност. Јас повикувам на разум. Ве молам на разум. Со неправда и анархија не се носи правда. Го разбирам револтот. Се можам да понесам. Утрото бев таму. Знам како ми беше кога го видов призор. Со своји очи знам што се случуваше. Премиерот вчера и денеска беше во посета на повредениот пожарот, за што информираше со фотографии на социјалните мрежи. Мицкоски него коментираше Вучи кој вчера посетуваше македонски пациенти во Белград пред камери, но вели дека на неговите фотографии нема лица, а при посетата почитувал се што лекарите му посочиле. Фотографиите се во тил, никаде нема лице на ниту еден пациент, ниту пак и си дозволам многу внимателно ги биравме фотографиите за да нема ниту едно лице, ниту пак за да било што направим. Не го правам тоа поради пиар, го правам тоа за да излезам пред вас, за да не се кријам и да зборувам отворено за сето она со кое што се соочувам и сето она кое што го постапуваме. При посетата Мицкоски не влегол во ниту едно оделение за интензивна нега, рекоа надлежните. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Од пациентите кои се лекуваат во странство, најголем дел се во соседството, но се поголем број на земји од Европа се приклучуваат кон повикот за лекување на повредените од Кочани. На денешната владина седница се одобрени средства за роднини на повредените, а ќе бидат покриени трошоци и на оние кои веќе заминале кај своите најблиски. Повеќе од 70 повредени од пожарот во Кочани се хоспитализирани во медицински центри во странство. Од соседството до подалечни земји. Речиси сите ги отворија вратите и ги згрижија пациентите чија состојба е критична поради степенот на изгореници. Петмината хоспитализирани во Солун се во стабилна состојба.
информираше министерот Арбен Таравари, кој со неговиот колега Тимчо Муцунски ги посетија двете болници. The first patients that left our nation were the ones that came here to Thessaloniki. A city so close to us for many reasons, and which I hope will never have to be close to us again for these types of reasons. What we have seen and witnessed this morning is wonderful medical help. I will cite the main doctor caring for these patients who herself said to us, "Your children are our children." Бугарскиот председател понуди и дополнително прифаќање на пациенти доколку има потреба. България е готова и ще продължи да помага с всичко, което е необходимо. Чакаме в момента около 10:30 македонската страна да реши дали има нужда да се вземат още 10 човека. Според там и медицинските екипи също са готови, така че ние ще продължим да оказваме помощ. Пациентите во Пирогов во Софија се на механичка вентилација, а во таква критична состојба има и во Белград и Загреб, каде се под постојан 24-часовен медицински надзор. Деветия пациент е сестричката на един от пациенти, който е интубиран. При срещата с мене установих на място, видяхме, че детето има проблем. Изпратихме го екипа на професор Майя Аргирова, установи дълбоки изгаряния по предмишница и се наложи да бъде прието за обработка раната и съответно да му се окаже помощ. Това е деветия пациент, момиче на 15 години. Веќе од 9 кои што теа по, да речем, на респиратор, 2 се екстубирани, што е добар знак и според докторите тука има огромни шанси за да имаат многу добра прогноза и да се вратат здрави на своји нозе во Македонија. Од njih 8, troje je na respiratoru, odnosno zahtevaju mehaničku ventilaciju. Телесна површина koja je zahvaćena opekunskim povredama se kreće do 25%. Naglašavam da svi imaju simptome od strane intoksikacije i opekutina respiratornog trakta, te su stoga i životno ugroženi. Mlađi je srećom ima lakše opekline u manjem opsegu, a ovo za ovoga drugoga ste čuli, kod njega je primarno liječenje opeklina dišnog puta, znači da su opekline pluća. Ishodno tome se očekuju komplikacije koje su vezane za to, a sama površina opečene kože ga ne bi smjela životno ugrožavati. Во Турција хоспитализирани пациенти има во Истанбул и Анкара, и кај дел од нив состојбата е подобрена. Имаме нови информации од Анкара дека од 5 наши хоспитализирани пациенти, 5 се екстубирани, што значи дека дишат сами, не дишат со вентилатор, односно не дишат на машина. Имаме информација од Словенија дека 2 пациенти се екстубирани. Во моментот ситуацијата е таква да и капацитетите во соседството се исполнети и веќе ангажираме подалечни дестинации. Надлежните кажаа дека службата за општи и заеднички работи ќе им го плати патувањето, сместувањето, но и преведувачи на семејства на повредените, кои ќе заминат кај своите блиски хоспитализирани во странство. Денеска владата официализираше таа одлука, го задолжи Министерството за финансии да обезбеди средства во висина од 30 милиони денари, кои што треба да ги пренесе на службата за општи и заеднички работи. Во овој момент можам да ја информираме јавноста дека се обезбедени 58 лица, односно за истите се обезбедени транспорт и сместување и дека оваа одлука ќе се однесува и на оние лица кои што заминале и пред донесување на ваквата одлука ќе може ретроактивно да им се изврши дополнителна исплата. Сања Димитровска, Сител телевизија. А погребот на загинатите ќе биде на 20 март. Директорот на Центарот за управување со кризи Ангелов вели дека се презема за достоинствено испраќање на жртвите. Опелото ќе го изврши архиепископот и владици од синодот. Погребот на трагично загинатите наши сограѓани ќе се одржи во четврток, на 20 март, информираше денес директорот на ЦУК Стојанче Ангелов. Точниот час ќе го определиме, односно ќе го определи Македонската православна црква, синодот, бидејќи и владиката Иларион сака да присуствува на повеќето места затоа што се работи за чед од неговата епархија. Така што дополнително ќе се утврди каде ќе бидат
во колку часот, во кое место ќе бидат погребите. Најголем број на жртви имаме во градот Кочани, Чишиново, Облешево, Скопје, Пробишти, Штип, Виница, Каменица. Тешко е да се зборува во ова прилика. Денес, кога Македонија е завиена во црно, митрополитот Брегалнички господин Иларион повика нашите починати чеда да бидат достоинствено испратени во вечноста, во Царството Небесно, а болните да се исцелат. Ги повикувам сите луѓе и ги замолувам да бидат кротки, смирени, трпеливи, да не ги вознемируваме ниту упокоените, ниту нашите страдални болни, туку со молитва кон Бога, со трпение, со смирение, да се подготвиме и починатите да ги испратиме во вечноста и болните да се молиме Господ Бог да ги исцели и да ги излечи. Директорот на ЦУК искажа благодарност до сите противпожарни и итни медицински екипи од целиот регион, кои несебично помогнаа да се спаси оно што можеше да се спаси во овој трагичен настан. За Сител, Трајан Ристовски. И последната информација за овие вести е за одлуката на Русија да ги прекине војните напади врз Украина на 30 дена. Рускиот претседател Владимир Путин за време на разговорите со американскиот претседател Доналд Трамп се согласил да ги запре нападите врз енергетскиот сектор и инфраструктурата на Украина за 30 дена како чекор кон постигнување целосен прекин на огнот. Во соопштенијата од Кремљ и од Белата куќа за 90-минутниот телефонски разговор меѓу Трамп и Путин е наведено дека двете страни се посветени на изнаоѓање долгорочен мировен договор за ставање крај на конфликтот во Украина, најголемата европска копнена војна од крајот на Втората светска војна. Лидерите се согласија дека движењето кон мирот ќе започне со енергетски и инфраструктурен прекин на огнот, како и технички преговори за спроведување на поморскиот прекин на оган во Црното море, целосен прекин на огнот и постојан мир, соопшти Белата куќа, додавајќи дека преговорите ќе почнат веднаш на Блискиот Исток. Тука е крајот овие вести, следите се во 23, имајте пријатна вечер.